Добар ден од студиото на Слободен печат. Јас сум Весна Дамчевска и ве водам низ економски теми. Овој пат зборуваме за енергетска транзиција, енергетска сиромаштија, но најповеќе за енергетска ефикасност. Со мене гостинка во студиото е Елена Николовска од Екосвест. Добро дојдовте, Елена. Добро ве најдов. За почеток, како ја оценувате енергетската ефикасност во Македонија? Може да се каже дека сме на многу ниско ниво се објектите во Македонија со енергетска ефикасност. Односно, според истражувања кои ги правеше дури UNDP пред 5-6 години ми се чини, дури 90% од зградите од објектите само во град Скопје немаат термичка изолација или немаат соодветна термичка изолација. Ова значи дека не стоиме баш добро со енергетски ефикасни објекти во земјата. Направени се некои напори да се подобри енергетската ефикасност во јавните објекти, особено скоро со проектот на Светска банка во болниците. И ова е за огромно поздравување, бидејќи големите објекти се поголем потрошувач на електрична енергија и за поздравување. Меѓутоа имаме уште многу да работиме на создавање на енергетски ефикасни објекти, што би значило и заштита на електрична енергија. Минатата година се промени законот за енергетска ефикасност и се метна еден фонд за енергетска ефикасност. Меѓутоа, еве, се уште тој не се формира, а некако беа надеждите поврзани со тоа дека ќе има повеќе можности да се направи нешто. На крај крајева, секогаш парите се тие што се пресудни за еден проект да се реализира и не покрај нели добрата волја. Дали еве вие имате сознанија, дали како експерти можеби сте консултирани околу правењето на тој фонд, дали правите некоја анализа? Да, ние како граѓанска организација која работи на овие теми, не бевме консултирани на темата Фонд за енергетска ефикасност, бидејќи тоа сепак е, би кажала, инструмент на државата, кој државата треба да го предвиди за финансирање на мерки за енергетска ефикасност. Ние би сакале да го видиме восстановен и операционализиран. Во тој поглед сметаме дека со измените на Законот за енергетска ефикасност се направи добра опција се отвори да се формира овој фонд за енергетска ефикасност во рамки на, како што е предвидено во рамки на Развојната банка на Македонија. Меѓутоа, се уште не го гледаме формирањето, ниту операционализација, дури и толку време по носење на измените. Не знаеме каде е застојот и зошто толку се влечка овој процес, кога имаме нели проблем на загуба на толку многу електрична енергија, која и онака не доаѓа од чисти извори на енергија, туку доаѓа од јаглен, кој загадува животната средина, ги загадува граѓаните во Битола и на крај придонесува за зголемување на стакленичките гасови во атмосферата и влошување на климатските промени, нели? Ние правевме една анализа на фондот, како што е восстановен сега според измените на Законот за енергетска ефикасност. Меѓутоа, анализата повеќе се фокусираше на преглед на фондови од Европа и регионот, односно кои се веќе восстановени и функционираат, и како тоа изгледа таму, кои се предности и недостатоци. Сите модели кои ги анализиравме имаат своји предности и недостатоци. Согласно со тоа, дадовме и препораки како би се надминале овие недостатоци, нели, да учиме од тугите искуства, бидејќи веќе не сме почнале, така па како да го направиме нашето, не идеално, ама како да го направиме подобро. Меѓутоа останува фактот сепак дека мора што поскоро мора да се операционализира тој фонд. Велам, не само да се восстанови веќе со основа, меѓутоа да се операционализира, бидејќи во првата фаза и според плановите на владата ќе се финансираат, односно ќе може да се финансираат само енергетска ефикасност на јавни објекти и можеби бизнеси, а во втората фаза дури ќе може домакинствата да се финансираат и стамбените згради, што е пак добро, меѓутоа значи големо планирање од страна на владата, односно планирање од каде ќе дојдат средствата, како ќе функционира тоа. Како функционира во другите земји? Еве спомнавте дека сте правеле анализа, малку да ги пренесеме тие искуства. Да, например, според нас идеално е искуството во Грција. Во Грција овој фонд функционира како јавен фонд во рамки на Министерството за животна средина. И буквално сите такси кои што се собираат на сметка на загадување, на сметка на
такси од емисии, од согарувачи било какви, одат во овој јавен фонд. И овој јавен фонд, понатаму Министерството за животна средина ги прераспределува средствата на разни програми од енергетска ефикасност до мерки за зачувување на животната средина и природата. Што е според нас многу добар пример еве вака, бидејќи станува збор за институција која домакини на климатска акција, нели? Мерките за климатска акција и домакин на мерките за животна средина, па е блиско врзана со зашто најдобро би се потрошиле овие пари, нели, за какви мерки би било најцелисходно. Во Србија имаме пример каде што домакин на Фондот за енергетска ефикасност е Министерството за енергија и рударство. Во Косово имаме пример каде што е независен ентитет кој е слично како кај нас, во банка, мислам како домакин на банка некоја на Косово беше, основана со посебен закон, исто како кај нас, значи. Како развојна банка, што е да, како развојна банка. Во Хрватска исто така е јавна институција која е основана пак со закон за заштита на животната средина, што е исто така многу добар пример за функционирање на ваква институција. Меѓутоа, во сите примери кои ги разгледувавме, видовме дека две работи се исклучително важни. Едната е да биде основана со закон, значи да биде проверена институција, да биде запишана некаде, да биде така како што сме го напишале, така да биде формирана, значи, затоа што тоа им гарантира некаква сигурност на донаторите, на инвеститорите, на оние кои сакаат да придонесат за овој фонд, нели, кои сакаат да влијаат финансии во овој фонд, бидејќи тоа е во закон, така е, тоа нема да се менува, ова е сигурно за нив. И втората работа е дека е многу важно овој фонд да обезбеди транспарентност во трошењето на средствата и транспарентност во целите процедури на тоа како се доделуваат средствата, како се бираат приоритетните проекти, односно јавноста да има увид во целосната постапка. Од прибирање на средствата до трошење. Ќе биде веројатно тежок процес, затоа што, како што кажавте и на почетокот, згради со енергетска ефикасност и установи, јавни институции има доста малку, и ако се прават повремени напори, ќе се излезе со некое соопштение дека некоја зграда е направена, меѓутоа генерално еве и училишта, нели, се уште се многу направени така како што не треба да бидат во однос на енергетската ефикасност. Дали некаде, кога сте ги гледале тие приоритети, дали сте виделе некаде можеби дека почнувале во некоја земја, еве со училишта или со болници, или со... Дали е направена некоја таква листа, како да се избере кому прво да се помогне? Не, апсолутно нема таква листа, не разгледувавме такви листи на кого прво се помогнало, например. Меѓутоа, во сите држави каде што разгледувавме, секако дека во таму каде имале поголеми финансиски можности, го отвориле овој фонд и за јавни објекти, и за општини, и за домакинства, и за стамбени згради. Меѓутоа, кога имате опција на почетокот само да финансирате многу мал број објекти, бидејќи тие објекти побаруваат повеќе средства и поголема одговорност на трошење на тие средства и полесно се изведуваат овие проекти, бидејќи станува збор за јавен објект, нели, државата го нема потреба од посебни повици и слично. Тогаш избирање на јавните објекти, односно како што почна државата кај нас уште пред 2 години со проектот од Светска банка кој чинеше 25 милиони, нели, мислам дека не се завршени со тој проект, кога се избра болници прво да се прават енергетски ефикасни, ова е добар избор. Затоа што болниците се голем потрошувач на електрична енергија. Нашите болници, како што знаеме, многу од нив користаа и мазути, нафта за согарување и за загревање на просториите. И некои од нив и се уште користат, што секако придонесува за аерозагадувањето во Скопје. Значи, ова е една мерка која што чини скапа, меѓутоа ни заштедува средства во поглед на плаќање за електрична енергија, која ќе станува се поскапа, и во поглед на заштита на пари за здравствени трошоци, нели, здравјето на граѓаните. Некако има затоа и ја избравме темата енергетска ефикасност, затоа што таа не е затворена само по себе
Веќе спомнавте за климатските промени, спомнавте за значењето околу загадувањето и по мене има, ги спомнавте и сметките, меѓутоа по мене значи има и едно големо влијание веројатно врз намалување на енергетската сиромаштија, но тоа никако треба да стигнеме до втора фаза, предпоставувам, кога ќе се одвојуваат пари за домакинства и за згради. Колку може да се намали енергетската сиромаштија со енергетска ефикасност? Многу може да се намали, бидејќи енергетски ефикасен објект има многу помала потрошувачка на електрична енергија, многу помалку побарува. Зависи од тоа колкав е објектот и нели, меѓутоа ако зборуваме за обичен стан во стамбена зграда, енергетски ефикасен стан секако има минимална потрошувачка на електрична енергија за електричните апарати, нели, меѓутоа најголем проблем е затоплувањето на просторијата. Така тука ние најмногу електрична енергија губиме. Значи дефинитивно ќе има мерка која ќе придонесе во намалување на енергетската сиромаштија, не е единствена мерка која треба да се примени за да се намали енергетската сиромаштија, меѓутоа е мерка која ќе придонесе во намалување, нели, една од мерките во низата. Министерството за енергетика веќе има неколку мерки испланирано вакви, нели? Меѓутоа мора да го забрзаме формирањето и операционализацијата на фондот, нели? Мора побрзо да се направат тие одлуки и да се пресеча, да започне со функционирање фондот, бидејќи колку поскоро почне да функционира, толку побрзо ќе се стигне и до онаа втора фаза, каде што ќе може да се кредитираат, грантираат домакинства и стамбени згради. Зелената транзиција на некој начин е отпочната, не на некој, него веќе многу видливо отпочната во Македонија, но сите забелешки што може да се прочитат е дека па и во извештајот на Европската комисија е дека последниот, нели, за напредокот на земјата, дека се уште има многу да се работи на таа тема. Како побезболно да се изврши енергетската транзиција и колку е таа важна во однос на климатските промени, вие како екосвест најмногу натаму сте, нели, насочени? Многу е важно да се донесат одлуки, да се носат одлуки и да има институција која е надлежна и која е повикана да ги спроведува овие мерки и одлуки. Ние го направивме првиот чекор, односно донесовме одлука, некаква, владата донесе одлука со енергетската стратегија и со националниот план за енергија и клима, дека ќе направи премен кон обновливи, етапен премен кон обновливи извори на енергија и дека до 2030 година ќе се затворат двете термоелектрани на јаглен. Меѓутоа, за ова да биде безболна, за енергетската транзиција да биде безболна, а најмногу ќе бидат засегнати локалните заедници во Битола и Кичево, нели? И да не значи загуба на работни места за никој, односно да им се овозможи сепак и нив достоинствен живот, како што до сега го имале. Треба сега да започне енергетската транзиција, веќе е започната, гледаме дека има некои проекти кои се спроведуваат. Имаме сега надлежно Министерство за енергетика, така, односно имаме институција која е повикана да ги спроведува овие мерки директно и само со овие мерки и активности е засегната. Меѓутоа едноставно потребна е сега, ние што гледаме, поголема соработка со другите институции и другите министерства. Бидејќи сега имате една институција која го води процесот и вклучени се општините до некаде и треба поголема волја од општините, односно поголема вклученост во општините. Ова се насочено ми е не кон општините, туку и кон општините, меѓутоа и кон Министерството за енергетика, да бидат вклучени во секој процес од носењето на одлуки кога станува збор за енергетската транзиција и бирањето на проекти кои први ќе се финансираат за оваа енергетска транзиција во Битола и Кичево, меѓутоа и модалитетот на вклучување на локалното население во овие одлуки, бидејќи ние често најдовме под локално население ми спаѓаат и локални бизнеси, синдикати, работници во термоелектраните, бидејќи често одлуките на владата не стигаат до нив или стигнуваат премногу доцна. Па така најзасегнатите не се вклучени во носењето на одлуките, а често ги имаат најдобрите информации, би рекла. Но колку самите општини сепак со некој делумно изведен процес на децентрализација се лежерни во тој поглед и колку они можат сами да побараат, па дури можеби и да издадат и општинска некоја обврзница и да побараат.
нешто пари за и поголема енергетска ефикасност или пак за ставање на фотоволтаици на своите кровови, со што би придонеле кон обновливи извори. Еве, какви се тие пракси можеби во регионот, ако сте ги разгледували или вашиот став? Па јас би рекла дека имаме ние тука и дома имаме лидер во спроведување, односно во наоѓање средства од странски донатори за финансирање на вакви проекти. Општина Битола е, например, многу добар пример за имплементација на вакви проекти и многу снаудливи кога станува збор за наоѓање средства за вакви проекти. Меѓутоа, од друга страна ја имат општина Кичева, која до сега немаше ништо спроведено за да ја мрдне енергетската транзиција, така да имате два сосема спротивни примери, каде што имате општина Битола која е проактивна општина и самата бара средства и финансии, не чека само од владата, меѓутоа секако се вклучени и во дискусиите во работните групи за праведна транзиција и така треба да биде. И општина Кичева која до сега беше многу инертна. Така. На крај би ве прашала нешто надвор од енергетиката, загадувањето. Вие сепак и како екосвест го следите тоа. Некако сме заглавени, постојано секоја власт, кога ќе дојде секоја влада, имаме иста реторика дека нешто ќе се реши, но тоа не се решава преку ноќ, а новите проблеми се натрупуваат од урбанистички хаос што се случува, па до еве ова што зборуваме, ненавремено реагирање за да се ослободиме од јагленот и од другите видови на загадувачи. Што еве кога би можеле, што прво би направиле во овој домен? Прво се мерките за енергетска ефикасност. Значи, тоа што го направивме беше дека донесовме нов закон за индустријски емисии. Тоа е добар чекор напред. Не е идеален законот, меѓутоа ниеден закон не е идеален. Сите закони се работа која продолжува понатаму и треба да се менува. Имаме сега закон за енергија нов, ќе имаме сега закон за обновливи извори на енергија нов. Сите овие закони транспонираат голем дел од EU регулативите и директивите кои се добри, кои значат подобрување на овие сектори за нас. Треба да започнат да се имплементираат. Значи се овозможува повеќе со законите во секторот на енергетика, се овозможува повеќе граѓанска енергија, се овозможуваат граѓански енергетски заедници, децентрализација. Што значи тоа? Тоа значи децентрализација на енергетското, на производството на електрична енергија. Значи им се овозможува на граѓаните самите да станат производител потрошувач. Што значи децентрализација и како на производството на електрична енергија? Значи се намалува потребата на производство на електрична енергија од јаглен и загадувачи. Секако мерките за енергетска ефикасност, како што реков на почетокот, ќе намалат потребата од електрична енергија, односно ќе се заштеди електрична енергија која доаѓа од валкани извори на енергија, што пак значи и намалување на загадувањето. Контролата и надзорот на спроведувањето на овие закони и намалувањето на корупцијата во овој сектор контрола и надзор, што значи, се чекор кој требаше да го направиме пред 10 години. И можеби најзначајното кое сега го немаме во моментов за решавање со аерозагадувањето е постоење на некакво интерсекторско тело, интерминистарско тело, каде што сите надлежни, не зборувам само министерства, туку зборувам институции, зборувам научни тела, ќе седат на едно место, болници ќе седат на едно место и ќе зборуваат на тема кои мерки се превземени до сега за справување со аерозагадувањето и што следно треба да се направи на краток и долг рок. Краток, среден и долг рок. Имавме вакво тело, сега не е во функција. Треба пак да се стави во функција. Го спомнавте само што ова значи законот за индустријска емисии, нели, индустријски гасови, тој некако предизвика различити толкувања во јавноста. Како вие гледате на тој закон? Тој закон е големо подобрување од законот кој постоеше претходно. Големо подобрување има. Реков, секој закон не е идеален закон. Има во него делови кои што се тешки да се проголтаат за нас. Меѓутоа, ако зборуваме сега на тема која што предизвика бурни реакции кај јавноста, дека
има нешто што се вика деловна тајна, кое што компаниите кои што се големи загадувачи нема да го објавуваат јавно. А меѓутоа како што ние имаме право како физички лица на никој да не ни влегува кај нас дома, така и компаниите имаат право на деловна тајна. Сега тоа можеби поинаку требаше да биде решено во законот и според нас, бидејќи сепак станува збор за големи загадувачи. Така што овие податоци секако треба да бидат јавни за граѓаните. Меѓутоа, како што реков, иако овие податоци сега во законот што го имаме не се јавни, сепак тие се достапни на надлежните институции кои треба да спроведат надзор над работењето на овие компании големи загадувачи. Доколку нема корупција кај институциите и инспекторите и законот биде спроведен како што треба, како што е напишан, нема да има загадување. Односно тие ќе бидат контролирани, ме сваќате? Другите точки го налагаат од законот. Да. Контроли. Сега топката е кај нас, дали ќе ги спроведеме како што треба. Затоа сега топката е кај надлежните институции, всушност и они имаат многу поголеми надлежности и многу повеќе работа имаат со овој закон. И затоа и толку долго граѓаните не знаат, можеби меѓутоа овој закон се носеше повеќе од 6 години стоеше во фиока. И кога конечно се усвои сега, ние дефинитивно сметаме дека значи подобрување и поголеми надлежности, односно поголеми обврски на на надлежното министерство, на Министерството за животна среда, меѓутоа и на инспекцијските служби. Сега они имаат повеќе работа и поголема одговорност всушност, меѓутоа останува на нас да ги следиме дали ќе си ја сработат таа работа како што треба. Така, ќе оставиме можеби на компаниите да откријат што некоја од нивните деловни тајни, така ќе има помалку простор за различити нели шпекулации, затоа што за жал долго време се навикнавме на нетранспарентност, на корупција и на такви проблеми кои што сега сме многу неповедливи. Да. Ви благодарам, Елена, за овој разговор. Се надевам дека наскоро ќе се формира фондот и се надевам дека законот за емисија нели на индустријски гасови ќе се спроведе така како што треба да се спроведе, за да сепак под нели велот на некоја деловна тајна што им е дозволена не се сокрие нешто. Фала ви, јас уште една сакам да ги повикам оние кои се заинтересирани, анализата е јавна, како и сите документи кои Екосвест ги публикува и може да ја најдат на веб страната на ecosvest.com.mk ако ги интересира да прочитаат повеќе. Кратка е, има многу табеларни прикази и слики. Ги повикувам ако сакаат повеќе да се информираат за да бидат подготвени за тоа што би сакале ние како граѓани да видиме и што може да очекуваме од ваков еден фонд. Ви благодарам за поканата. Ви благодарам и на вас, а со нас остануваат нашите гледачи и слушатели. Пријатен ден од мене.